Завршната сметка на јавното предпријатие Геоинженеринг во ликвидација ја изгласаа денес советниците на редовната седница на Совет во општина Тетово. Со тоа усвоена и одлуката за бришење на предпријатието од Централниот регистар. Како што знаете, се води постапка за ликвидација на јавното предпријатие Геоинженеринг. Тоа е процедура која бара неколку решења од Советот на општината. Меѓу тие решења се завршна сметка на предпријатието, извештај за работата и одлука од Советот за ликвидација. Значи, овие се документи, одлуки кои ги се потребни во постапката за ликвидација на предпријатието, кои се барат од страна на Централниот регистар. Фактички од 21.9. веќе е поднесено барање и избришено и жиросметката на предпријатието. Значи овие се веќе последни или завршни документи кои ќе се доставуваат до Централниот регистар и да заврши постапката. Да ве подсетим, односно да информирам, работите што ги вршеше Геоинженеринг сега се вршат како сектор за сообраќај, патишта и градежно земјиште. Значи, работењето, луѓето, персоналот остануваат дел на општинската администрација. Исто така и уредувањето и овие работи што беа во надлежност на општината се вршат, меѓутоа по друга систематизација и со работење на само една жиросметка од страна од фактички општинската жиросметка. Како дополнителна точка на дневниот ред беше предложено поголемо ангажирање околу работите на далеководот Гостивар Тетово. Советникот Драган Давидовски алармира за опасностите кои би можеле да настанат доколку работите на терен не бидат навреме завршени. Што побрза реконструкција на далеководот Гостивар Тетово, значи барање до јавното предпријатие МЕПСО, за да не се случи и да не се доведат граѓаните на Тетово и стопанството на Тетово и Тетовско или поширокиот регион во зимските услови останат без напојување на електрична енергија. Од причина што сега моментално Тетово и Тетовско се напојува преку далеководот Скопје, Јагуновце, Тетово, кој во услови, поточно во зимски услови, кој ќе има зголемена потрошувачка на електрична енергија, тешко дека ќе издржи сиот напон кој во тој момент ќе престои. На седницата беа разгледани извештаите и програмите за работа на општинските средни и основни училишта и детските градинки. Исто така на дневен ред се најдоа повеќе предлози за измена и дополна на деталниот урбанистички план за градежно земјиште.